Камерчето го заврти. Добар ден на сите. Сега малку невообичаено во термин преко ден, во недела. Јасно ми е дека тоа не ве прави многу среќни и задоволни, меѓутоа верувајте дека само тоа време останува. Кампањата започна, ностоп сме некаде и ностоп имаме некои активности. И навистина нема време кога да продолжиме со овие стримови. Терминот ни беше супер во среда приквечер. Се надевам че имаме пак прилика среда приквечер да се гледаме, иако тоа се поклопува со митинзите, на кои ние зборувам за митинзите на коалицијата Твоја Македонија, предводено од ВМРО-ДПМН, чиј дел е и нашата партија Македонски концепт. И ние на некој начин сме дел од сета таа организација и настани ќе бараме термин се подобар и подобар. Ќе ми извините што прошлиот пат јас откажав еден стриминг, но навистина несвесно го закажавме во ист период кога беше дуелот помеѓу Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски. И ради тоа откажавме, а најавивме дека ќе направиме еден термин во врска со лажните вести кои ги шири медиумот Нимфомакс на така почковците, децата посвоени од Наталија. Јас се чудам и на Наталија како се снаоѓа со тие посвоени дечи неразгалени, неразумни, но тоа е сепак неизин проблем. Она кое е крајно неприфатливо во земјава, тоа е дека македонски медиуми, ако го се нарече за медиум Инфомакс, си дозволуваат да организираат јавен линч кон јавна личност, што е кривично дело, да беше некаде низ Западна Европа, а тој медиум ќе беше затворен по брза постапка, дечките ќе беа веќе притворени, но ние сме Балкан, ова е Македонија и се е дозволено. Во таа смисла, прво, ќе зборнам неколку минути за вашето поведение, граѓаните. Видете, почитувани, кој дел ми е најпроблематичен. Треба да знаете дека ако следите такви медиуми како тие на Инфомакс, и ако хейтате перманентно, ширите омраза кон луѓе како мене, било тоа да е на нивните мрежи, на нивните канали, било тоа да е на моите профили, партиските профили на македонски или пејџови на Македонски концепт. Тоа нема да ме направи посреќни. Знаеш, ако дома жена ти не те сака, не те прима, не те пегла, не ти дава да јадеш, не те поштуе, тоа што ќе хейташ по мене нема да направи да ти се смени состојбата по дома. И жена ти нема да те поише да те почитува. Или децата не ти зборат. Не те примаат на кафе. И тоа ако плукаш по Петар Богоевски, по Македонски концепт, нема да смени состојбата ги твоите деца. Проблемот е што ти не си ги воспитал своите деца да те почитуваат како родител. Не ти помага хейтот на социјални мрежи, бе човек. Социјалните мрежи не се психијатриска болница, не се третмани психијатриски. Не помагаат опишувањата и навредите и понижувањата на социјални мрежи на твојата состојба. Или пријателите не ти зборат. Или колегите на работа те потурнуваат, не те почитуваат, не те уважуваат, не го вреднуваат твојот труд. И тоа ти напан доаѓаш на работа и седнуваш на Facebook по дома
и се убиваш од плукање и од навредување по луѓе како мене, кои па имаме супер живот, а сме се фатили да се занимаваме со оваа работа, за да тебе да ти помогнеме. Ние ништо не си помагаме, само си да се пуваме наше со оваа работа што ја правиме. Ние ден и ноќе, сега, што јас имам добивка да се шетам по кампања низ Македонија, да предизвикаме промени во земјата, да ти ја врадиме Македонија да биде повторно твоја, да живееш во повторно горда држава, ти да си горд како граѓанин, свој на своето. Што имам ја од тоа? Не сум ниту кандидат на листи, ниту имам нешто со кандидатите на пратеници и за председател. Станува збор за идеја. Споделуваме идеја, шириме идеја, работиме за идеја. Што вие бревуѓе со тоа плукање, хейтање, навредување? Мислите дека ќе подобрите вашата финансиска состојба со тоа? Ќе му се допаднете на некој од власта? На некој што некоја друга партија која мрази македонски концепт, некоја друга партија која нема не знам, добри односи со нас, и мислите дека ако нас не хейтате, дека ќе ви дадат нешто? Ќе ви даде ефендијата, некој бандит на Дуи, ако плугате по мене, некоја марука од мала речица ќе ви даде 2 гроша? За валијата македонче ќе ми те потплати со 2 гроша и ти ќе биде стрекно. Кој што ве плаќа на времето беговите и пашите за 2 гроша, кој што ги шиткавте македонските војводи. Ујето што вас ве бранеа, што твоето семејство го чуваа, што твојата ќерка ја чува да не ти ја силува бегот. Се продававте гнидите за 2 гроша на беговите. Го правите истото и денес вошките. Се продавате на оние одали Ахмети за 100 евра, 200. И ми сега тој ќе ве направи вас честни луѓе, домаќини, достоинство ќе ви даде. Не бе, ќе останете гниди. Ниту во вошки нема да евалуирате. Џабе вие сето тоа што го правите. Ниту ќе ве забележи некој власта, ниту работа ќе ви даде, ниту бизнис ќе ви даде, ништо нема да ви даде. Само ви се смеат со тоа што го правите. Проблемот е што следите будали. На тој медиум Нимфомакс главен беше оној психопатот, на кој ми е гнас име да му спомнам, што губи девојчето Вања, тој Паучо. Се сеќавате, таму беше главен број 1 Чичино. Не, тој беше Чичино, лидерот на Инфомакс. Тие двајцата момчињата на Нате таму, сироти, кој ќе дојдеше Чичино во Инфомакс, оргазам доживува, не знаеа што се случува во тоа нивното дупче. И видовте што се случи. Кој психопат следевте? Кој болен човек следевте? Плукавте по мене кога бев прв пат таму на гостин во тоа студио, тој Чичино ве наведуваше, а тој Чичино веднаш после снимањето на настава со мене, непосредно после тоа, го уби девојчето. Вие мене ми смевавте, ме плукавте, а го величевте тој психопатот. Ист таков психопат со слично поведение имате денес таму, тој Вилипче. Исто така, со слично семејно поведение, со семејно насилство, со избркано дома, исто како Паучо. Новиот Паучо, Паучо 2. Сега го имате Вилипче таму. И вие сега по умот на Паучо 2 ќе одите? Абе, малце ви беше од Паучо 1. Сега ви треба Паучо 2. Треба сега да почекаме и тој да направи некој убиство и некој гнасотилук во општеството, за да сватите кој следите, по чив памет одите, кои будали ве водат и наведуваат. Што е со вас, белује? Критична мисла имате ли во вас? Критично мислење. Малце да размислите, речете, чекај бе, што говорат овие дечки, точно ли е или не е точно? Ова Богоевски што го збори ова бунтур, точно ли е или не е точно? Да не лажи Петар, да не лажи некој друг. Проверете ме мене, проверете не сите. Што зборуваме? Ама развијте критично мислење. Почнете да размислувате со своја глава. За да не бидете жртви на такви психопати.
Откој државава глава не може да крени 30 и кусур години. Имаше Ѓорđe Балашевиќ, една многу добра песна има, вика на време, се не можеш од телевизија да ги симниш будали, што на времето само во петок ги пуштаа од лудница. Викенд им дава, слободен викенд од лудница, денес сите будали, во време Југославија тие имаа само слободен викенд од лудница ги пуштаа. И тоа редок викенд. Сега се секоја вечер на телевизија. До кога вака бе луѓе? И сега кога се е јасно, видовте чиви платеници се тие, видовте таму на тоа Нимфомакс банери од Буги Османи и од Бујар Османи, видовте дека земаат кешарица од Дуи, видовте дека се измеќали на Обиджуко, сами си кажаа, знаете дека газда им е Миле Зеко, таму на тој медиум нарачуват им е главен уредник, и така. И вие упорно следите такво нешто, такво дно од нешто. И замислете, се повикуваат на аргументите на двајца бугарски будалетинки, две бугарски будалетинки. Поголеми будалетинки од нив нема. Тој Виктор Несреќата, од таа фондацијата Македонија, кој пратен од руски служби да прави нереди во Македонија, скандали, државава му забрани влез во земјава. И на тоа Перо Колев, шупелчето, што не знае што зборува, и што се измислува приказни средби, се измислува разговори, се измислуваат спасување на животи, па таа будалетинка го спасува животот на моето семејство, па мене ме спасувал, па со некои јаки дечки набудани, па во кој филм сте уѓе влезени? Па бугарски служби, па вакви служби. Ако е некој имуно служби во земјава, тоа сум јас. Како ги сјевувам домашниве служби, вклучувајќи и она воена шпиунска служба, еден век шпиуни кодоши, така и бугарски, и српски, и сите, да не кажам на шо ги качувам. Кај мене служби не играат, кај мене такви момчиња не поминуваат. И може само да лаат по подкасти. И се најдоа да се повикаат на авторитетот, замислете на кој? На големиот војвода Красимир Каракачанов Краси. И вие сега цели срекни имате доказ против Петар или било кој македонски политичар ви кажал Краси. Каракачанов ви споделил некој список и вие во не се спаднавте, готово докажавте све. Тогу не размислувате со главата, дека Каракачанов... Сега сте напишам на список, кои се шпиуни македонски во Бугарија и ќе го напишам прв Краси. За му е уништам кариерата во Бугарија. А тоа дека беше шпиун Краси на Југославија, да, беше шпиун на УДБА, да. Тоа не сум јас, тој сам си кажано. Си го имало досиејата, нели? Агент Иван за КГБ и агент Гоце за УДБА. Двоен агент со две имиња. И не чуев што кодошо за русите и за Југославија, за УДБА. Него ли му верувате, бе? Кодош, цел живот кодош. Професионален кодош, со објавени досиеја, со објавено се. И мене ме плукате, зашто нешто Краси ви кажал така. И Краси па уште ги шупчи оние посвоените деца на Наталија. Уште ги чупчи, му вика, да бе, Петар Богојски има, вика, пасош од 10 години. Да бе, јас на 10 години, уште Тито беше жив, бев јас да извам бугарски пасош. Не знаете? Избегав на 10 години од дома, ме бара мите со Цветанка, не може да ме најдат кај сум, заминав јас во Бугарија, пасош да извам бугарски. Оти многу беше јако тоаш во комунизмот да извеш бугарски пасош. Плачевме сите по бугарски пасоши. И јас заминав на 10 години во Софија, го земав пасошот, за сега Красимир Каракачанов да ви го објави пасошот. Толку ли немате мозок во главата да размислите? Дека си играт куртешак, еден Каракачанов со вас. Ајте со тие шупелчињата од Нимфомак што си играт, дека си играт, се шупелчиња. И дојде до клучниот момент, се вие ќе одлучите, не јас. Напишете во коментари, вие како ќе кажете, така ќе направам да знаете. Да знаете. Дали да ги тужам дечките или да не ги тужам? Вие ако ми кажете да ги тужам, ќе ги тужам. Ако вие ми кажете да не ги тужам, нема да ги тужам.
чисто онака да не ме сватите, никој во живот не сум тужал новинари, ма тие не се новинари, така да ги тужам, ќе тужам бандитчиња, нема да тужам новинари. Што е клучно? И случајот Мичо, со најава, вика, го откривме бугарскиот матичен број на Бунтур. Гледајте, вика, Инфомакс, брзо матичниот број на Бунтур, и тие душички за греота ви читаа таму некои бугарски броеви на Бунтур, дека го откриле од замисли фалсификуван документ, фалсификувана пријава, од замисли од Виктор Шупелката, од Виктор, го знаете кој е Виктор, нели? Таа несреќата, во кој си измислил документ, си ме пријавил некаде, Кобајаги си ме пријавил, и толку се глупито бугарите кои прават фалсификат. На времето барем ги биваше бугарите са фалсификати, бе. Ме са и за фалсификат не ги бидува бугарите, бе. На времето барем правеа како што треба фалсификати. Крадеа како што треба, са и за тоа не ги бива. Направиле фалсификати, замислете, ми го утнале датумот на раѓање. Мислеле да измислат нешто за мене и измислиле некој си матичен број таму Господ знае што, и ова Мичо не сеќава, читат или тој мечка читат завалијата матичен број на Бунтур и викат, еве, доказ, роден е Петар 1975 година. Абе, несреќи едни. Ај тие бугарите не провериле, шупелки се. Ами вие бе несреќи, ве запишете на чичко Google, пишете ке Google. Кога е Бунтур роден, ќе ви каже. Сега бар има вештачка интелигенција, сама ќе ви најде. Пишете, прашајте, кога е роден Бунтур и ќе ви кажат. Толку ли сте мрднати бе да читате на медиум лажен матичен број и да ме обвинувате мене со лажен матичен број. И знаете ли колку пари се можам да ви земам? Прво, самата објава на матичен број кривично дело. Па се треба да ве прашам дали сакате кривично да ве гонам. Второ, клевета, навреда, лажен број објавен. Знаете ли за колку пари можам да ви тужам се за ова што го објавивте вие и за тие емисии најавен линч што ги правите против мене? Комплетно лажен матичен број. Не постои такво нешто. Комплетно лажна дата на раѓање на Петар Богоевски Бунтур. Објавувате. И сега еве нека одлучат следбениците на мојов стрим, на мојава фан страна. Ако сте за да ги тужам, не е проблем. Јас веќе ангажирав адвокатска канцеларија, ги прегледува видеата, ги дефинира елементите, но еве мене ме чекаат дали ќе речам, да бе, ајде пуштете тужба. Уште бе, ми е, што да кажам, да бе му обрнувам внимание на тоа шупелчињата. Многу ситна боранија се да им обрнувам внимание, но ако вие ми кажете, еве ќе ве послушам како граѓани, како мои следбеници, како мои пријатели, како мои поддржувачи и ќе осторам и тоа за прв пат во животот, ќе тужам нешто што се нарекува Кобајаги медиум. И се на сето тоа што е направено, објавено, вие не само што не размислувате со главата и речете, чекај бе, ова вистина ли е, не е вистина, туку си ме хейтате си, на секој мој пост објавен од на терен, кај што се борам лавовски со човек по човек, одам град по град, село по село, објаснувам за македонската кауза, за македонството, да ја дигнеме нацијава. И вие што ме охрабрите тоа што го правам, на своја сметка, своје здравје губам, децата немам време да се ги видам. Вие што ме охрабрите, ви пишувате долу, кај си бе, бугарче, ти го објавија матичниот број. Мрднати ли сте во мозокот, бе? Ви имате ли бе 3 грама мозок, бе? IQ 68 ли имате, бе? Дали знаете дека горилата Коко имаше IQ 82? Бе, не ли е срамно е, бе, горила, мајмун е поинтелигентен од некој ко вас таму, што пишувате тие коментарите. Абе, колко горивата IQ 82, вие 68. Срамота е, бе, луѓе. Абе, сепак сте човечки битија, бе. Homo sapiens сте, бе, да му ева бегате. Абе, земете, бре, малце, освестете се, земете, читнете 3 реченици, зголемуват IQ тоа читањето. Земете, читајте, образовајте се нешто, правите. Ќе ги отворите видиците на светот. Ќе почнете да размислувате пошироко. Ќе
Ќе бидете пополезни за себе и за семејството, и за дечињата дома, и за татковината пред се, и за каузата ќе бидете пополезни. Вака за никој не сте полезни. Само плукате и не знаете што пишувате. И ќе ме речете, па Петар, откај да знаеме, ние што објавиле. Па имате ли мозок бре во главата да размислите што објавиле? И да речете дали е тоа точно, не е точно. Дали е ова возможно, не е возможно. И што мислите дека ова нема да продолжи? Мислите дека бугарите нема да продолжаме напаѓаат мене и во тек на кампања ме црнат? Уште не сме почнале со бугарите да војуваме. И сега треба да вклучите мозокот и да речете, чекај бе, како може Петар да биде, таму ме обвинуваа бугарски служби, чуда на бугарите, ДЕЦ, работи за бугарите. И како ме може да работам за бугарите, да бидам бугарска служба, а Бугарија најмногу да ме напаѓат, да ми забрани влез во Бугарија, бидам персона нон грата на Бугарија, и бугарите да фалсификуваат документи со кои мене ме црнат во Македонија. Треба да размислевте, бе. Треба логика да употребевте, бе. Не поише, не 100 грама, 3 грама логика да употребевте. И да речите, бе, тоа не е можно, не е логично. И се тоа ви кажува. Како може Каракачанов мене не престана да ме напаѓа 5-6 години, не престана да ме хејта, да ми измислува приказни, да кажува глупости, а вие да ме обвинувате, и самиот па што уште потрагично, па тој Каракачанов, па и тој почесен од вас е. Замислете, го прашува на несреќата плешаното меќе, го прашува Каракачанов дали имате политичка соработка со Петар Богоевски, тој му одговара, не, немам политичка соработка со Петар Богоевски. Замислете, еден Каракачанов е бе почесен од нив. Еден Каракачанов бре, и тој одговор му дава, барем еден искрен од него да слушам одговор. И тоа вие не го сконтавте бе? Не ја си терате таму со коментари, хейт, си пишувате глупости, Петар ова, Петар она, колку направивме време? Можеме, имаме време? И се на сето тоа што се случува. На сето ова што се случува. Малку бе да размислевте и да речете, чекај, не ли беше доволно да ве клецкаат кој стигна? 30 години бе ве клецкаат бандити, платеници, на служби, на криминалци, на се. 100 пати ви кажав, македонски концепт е партија слободна како птица. Не сме зеле пари од никого, можеме да кажеме што сакаме, да действуваме како сакаме. Да работиме за македонската кауза, слободни сме. Партија од народот формирана, вие се подпишавте, граѓаните, за формирање партијата, 1200 и кусур луѓе. Граѓани платија, дел од тие што платија по нотари не ги ни познавам луѓето. Отидоа платија да не поддржат за да создадеме една честна, македонска, искрена опција, партија која ќе работи за каузата, кој ќе продолжи делото на илинденците, на сномците, на бранителите. Ви кажавме дека во историјата сакаме да не запишите како обединители и ќе работиме само на обединување на македонските граѓани, на македонската нација, на македонците. За да исполниме каузата, заветот на предците. И затоа се обединуваме и само за обединување зборуваме и само за обединување кажуваме. Па и тие шупелчињата од Нимфомакс, кога отидов последен пат таму вечерта, кога ми измислија приказ дека сум пијан, замисли колку е тоа нечесно. И јас појав да ги повикам на обединување, да смират топката, да се освестат што прават, да не работат за туѓи бели дворови и да не копаат македонски црни гробови. Знаја дека тргнав од дома, кога им се јавив дека доаѓам, кога ми се јавија дали вистина доаѓаш, да, доаѓам, еве, менувам пижами, ставам, една кошулка, една мајица и доаѓам ке вас. Тие ви измислуваа, дојде Бунтур тука пијан и вие готово, Бунтур пијан. Па Бунтур алкохол не пие. Ретардирани ли сте, бе, луѓе? Ме сте ме виделе ли некојаш мене пијан во животот? Кој ме видел мене пијан во животот? Ме хејтате 3 недели, ме направивте пијаница. Удрени ли сте во главата, бе? И како можам сега, и на се што правите, ја пак продолжувам да се борам за вас, за валидите. И не покажувате грам почет и честност. Што да кажам? Може и заслужувате ова што го прават. И Срби, и Бугари, и Грци, и Албанци. Може да заслужувате, што да ви кажам за тоа? Се трудам да ве бранам, да ве штитам, да правам се. Некако, што да кажам? Не сакам веќе да ве навредувам,
сакам да помогнам на секого македонец, сакам да ве обединам сите македонци на куп, сакам да победи македонска Македонија, македонството да стане и официјалната идеологија на која се базира македонската држава. Не јужнословенството, не рускиот бугаризам, не лажната албанска шовинистичка пропаганда, не грчката пропаганда, туку македонството да стане, изворното македонско македонство да стане официјална идеологија на земјава. Тоа ми е мисијата, тоа ми е желбата, тоа ми е мотивот, волјата. Тоа се обидам да ви го објаснам и преку документи, преку презентирање, преку социјални мрежи, медиуми, национални, регионални, локални, така, вака преку стримови. Не знам. Ќе видиме понатаму како ќе тераме, меѓутоа многу разочарувате луѓе. Многу разочарувате. Често слушаме политичарите да муаве, честни луѓе, искрени луѓе. Луѓе што се во политиката, ама честни луѓе. Викаат, бе, дали Петар заслужува овој народ, оваа жртва што ја правиме и ова трчање што го правиме за таа кауза за која ти постојано говориш. Што знам, бе, викам луѓе, па сигурно заслужува. Од тоа племе сме. Ја немам да избегам моето племе, од македонското племе сум. Ја немам да избегам мојот народ. Тоа сум македонец. По сите 4 страни сум македонец. Не можам да не го шитам мојот народ и моите сограѓани. Моето племе е тоа, мојата крв е таа. И така им објаснувам на сите, ајде ќе продолжиме, ако нека плука народ, ќе продолжиме, ќе тераме, мора да го куртулиме овој народ од косовско робство сега. Најбитно ни е тоа сега. Најбитно ни е да ги обединиме луѓето на терен. Има честни луѓе и во СДС, кои им е смачено бидат измеќари на Али и 40 разбойници. На кој му е смачено ова понижување национално што му донесе нивната партија измеќарска СДС. Има еснав луѓе, домаќини острана, неопределени. Се мислите каде, што, како. Ајде да разговараме. Не мора на митинзи, ќе направиме посебни средби за вас. Не на ВМРО-вски митинзи. Дел имате одбивност од ВМРО. Знаам, ве разбирам. Не мора да се сретнуваме на такви настани. Ајде ќе организираме посебни трибини, посебни средби со граѓани. Убаво е сега времето, на отворено ќе се изборуваме. Ќе се направиме муаве. Ќе ви ги објаснам мотивите зашто се работуваме со ВМРО, со останатите коалициони партнери. Затоа што во моментов ние не сме доволно силни македонски концепт сами да го демисионираме, да го симнеме дуи. Апархеидот во земјава. Најголемата сила во моментов е ВМРО, ДПМН. И затоа даваме поддршка и се обединивме со најголемата сила да ја засилиме таа сила и да го демисионираме, да го трнеме од тронот, да го детронизираме дуи. И нивите 40 СДС измеќари. Ајли Арамијата. Тоа се мотивите, тоа е желбата. Цело време во главата и се вртат, добивте функции, да говорите, не бе луѓе, ништо не добивте. Само даваме, само даваме, само даваме, за да направиме достоинство. Мојот мотив е за децата мои да живеат достоинство. Кога ќе ме праша син ми некогаш и ќерка ми, што правеше бе ти тато кога земјава пајаше под косовско робство? Да имам образ да му кажам, барем пробав се, борев. Направив се што можев, толку направив, умеев, колку умеев, толку сторив. Ама барем ќе имам образ, не само децата и на внуците, да му зборувам за некоја таму зајково време, за некој предавство национално, за доброволно прифаќање на македончињата на косовско робство. Па како сум се борел против македончињата да станат македонци. Па како сум се борел против тоа робство. За да внуците, правнуците да ни живеат слободни. Ајде, тоа ми е мотивот мој. Се скапавте прашување за мотивот. Сега имаме, и да превршуваме уште малку, сега имаме два концепти во моментов. Зборувам за ова што сега го работиме. Два концепти имаме. Едниот концепт е измеќарскиот концепт, кој го поддржа Стево Пендаровски за кандидат.
за председател. Таму е собрана цела таа болумента. Таму се сите до еден на Али Арамијата, сите до еден 40 разбойници, 40 измеќари, таму се собрани, значи измеќарски концепт. И од другата страна имаме македонски концепт, која поддржа Гордана Силјановска Давкова за председател. Тоа е изборот меѓу двата концепти. Останатите гледам лута. Мене за Степче ми е жал. Јакимовски, он води партија Гром, која значи граѓанска опција за Македонија. И замислете, зборува против граѓанска држава, граѓанска опција против граѓански устав. Тоа е исто како јас, кој го водам македонскиот концепт, да зборувам против македонски концепт. И да ви зборувам за француски концепт, или за англиски концепт, или за руски концепт, или за кинески. Замислете која хипокризија. Жал ме е за тоа, искрено, јас имам коректни односи, се почитуваме, меѓутоа многу ме е жал, го читав, го гледав што зборува против граѓанскиот устав, ги прифатил аргументите на ова децата посвоени од НАТЕ. Трагично, страшно. Баба Биби, што да ја коментирам, таа не знае жената кај се наоѓа, од левица кандидаткава. Што да кажам? Жал ми е за жената, не знае што збори. Прекрасно се живеело во Северна Кореја, во Саудитска Арабија, кај што убиваа девојчина бидејќи попа се прошетале без татко и им ги сечат главите на тинејџери. Забегана работа. Се заљубиле двајца тинејџери, ги убиваа таму, прво ги каменуваат со камења и после ги сечат главите. И таму било прекрасно се живеело, а не чинело во Холандија, во Англија, не чинело во Германија, не чинело во Шведска, во Данска, во Норвешка. Што да ви кажам? Таа ли личност да зборам? За неја ли да ви говорам? Страшна работа. И кој беа таму други кандидати? Максо, мали Зајко. За него ли да ви зборам? Тој бил ново лице во политиката. Луѓе бе аман. Знам. Со Весна Бендевска Муцето на чело. Весна Бендевска Муцето била ново лице во политиката. Најкриминалните структури на СДС собрани околу Максова се спасат сега, за да се пикнат во новата влада, биле честните. Тие ќе не спасели од криминал. Па малце ли ви беше од Зајко, па се го барате мали од Зајко. Малце ли ви беше од заевизам, бе ује. Бујар Османи да бил коментиран. Немам веќе навера. Затоа ја поддржавме со евалуација, прецизна, јасна, по критериуми, граѓанска држава, македонска кауза и ЕУ интеграција. На тие три критериуми ги евалуиравме сите кандидати за председатели. И одлучивме дека единствено што ги исполнува трите услови е Гордана Силјановска Давкова и ние ја поддржавме неја пред да се договориме за коалиција со ВМРО ДПМН. Од принципиелни причини ја поддржавме. Како резултат на сериозна евалуација, направена на сериозни параметри и докази и аргументи. После не изборевме, после со ВМРО ДПМН согласме за коалиција. Значи, помеѓу измеќарскиот концепт кој го кандидираше Стево Пендаровски и помеѓу македонскиот концепт кој поддржа Гордана Силјановска Давкова, изберете. Не ли се њута, но го сакате пак изберете ги измеќарите. Ваша работа бе уја, возрастни сте, си знаете повеќе од мене. Но ако ме послушате мене, македонскиот концепт ни е потребен за да имаме вистинска држава, нормална држава, функционална држава, во која ќе бидеме своји на своето, во која децата ќе бидат своји на своето, во која пензионерите ќе имаат достоинствен живот, во која се ќе зависи од вас жените, пошто ме такво мото на женскиот концепт, од нас зависи. Се ќе биде нормално. Таква држава не треба. Базирана на македонски наратив, на македонска кауза, на македонска идеологија. Јас тука некаде ќе завршам, да не ве задржувам повеќе. Во меѓувреме си шерував во повеќе групи, за да зголемиме малце читаност, гледаност. Се надевам дека доволно имавме фоловери. Сега би сакал да не завршам пред време, само да видам дали имавте некои прашања, гледам нема прашања. Само да видам дали ќе ги најдам, што и да има не е проблем. Само да ги видам коментарите, момент да ми се појави... еве 40 коментари се појавија. Да исклучам звук.
А да идеме со ред. Стилијан Пенев. Оди ти факју назад во тоа време, некој бугарче ли, што е? А не, некој наш му реплицира некој бугарин. Ќе видиме што каже о бугаринов. Благодарам, Сузана, што правам, морам со народа се развееме некако. И Димче Ангелов му одговара на Вугаринов, ќе видам што каже тој. Спасески Стојчевски, имаш одлични идеи, а на сите пропагатори одговори им достоинствено машки, ама и ќе има платеници кодоши. Има Спасески, што ја правиме се, тоа. Во Тетово што направи, што направи во Тетово? Не бев на... Не отидов, па не ми кажа кога да отидам и кај да отидам, не ми кажа во колку саатот. Не ќе чекам таму некоја шупел кај пред врата, не отидов. Тетово, знаете. Затоа се направени левица и знам да соберат разочарени СДСМ и пак истите тука, да, се согласувам. Тие се создадени измеќари на СДСМ за да не додат во македонски концепт разочараните од власта и за да не ги обединиме во обединетата опозиција, во обединетата опозициона платформа и да уценуваат после тоа или да направат влада со ДУИ, бидејќи се измеќари на Ајли Арамијата. Абе Кодош, тие такви како тебе се само за голи ото, камен да кршат до крајот на животот. Ми пишал Орце Симоновски. Абе Орце, што сум искодошил јас бе другарчо? Еве си напишал Кодош. Што сум искодошил јас во животот? Кого сум искодошил јас? На кого сум искодошил? Дали си нормален што пишуваш на човек како мене? Ти фали ли нешто? И се ова кога го напишеш, мислиш дека дома жената ќе те уважи поише? Мислиш дека децата ќе ти зборат? Бе, нема ти зборат. Нема ти уважи ни жена, ни ќерка, никој. Ке те гледат како шупелка поголема. Зашо се го напиша ова? Мене единствено ме вика оние од несреќите од СЈО да кодошам, да ме прашуваат за нешто. Во живот не влего во тоа СЈО. Никој не сум прифатил никој да накодошам или да пријавам и да дам изјава за никој човек. Во живот немам пријавено никого за ништо. Ниту искодошам. Зашто се не скодош? Болен ли си во мозокот? Ти фали ли нешто бе човек? Ленче Петрова. Епа Ленче мразат луѓето, такви се. Жута дујна, ова неко боче, пише ово бугарин. Ти ако разбираш за валидата што е тоа бугарин, ја ќе се откажам од живот, не од политика, од живот се откажам. Ако знаеш што значи зборот бугарин. Шутрак. За ЕУ кажи нешто што си жива со нас, кажа вчера има Федерил споделев. ЕУ се избугари, другар. Гоце Николовски. Гоце, ЕУ се избугари, другар. Самата себе си се напушти ЕУ. Се ги напушти своите фундаментални вредности. Своите татковци се ги напушти ЕУ, која базираа, која создадоа ЕУ и се избугари, се расипа. Почна бугарски вредности да шири. ЕУ почна од 19 век бугарски пропаганди да ми шири во Македонија. Катастрофа. Се бориме против тоа. Зборам со дипломатите, зборам со сите. Се збориме. После, а јас сум со тебе тоа што го збориш, ама погрешни луди работи. Дали со честна плата се купува хотели, хидроцентрали, да бе душе се купуваат. Еве јас со честна плата купив хотел. Што викате тој хотелот? Шува мине што ќе кажувате цело време. Да бе душе се купуваат. Знаеш како се купуваат? Ке си направиш фирма, ке си работиш, ке стекнеш бонитет, ќе споиш фирми, ќе аплицираш за кредит во Тутунска банка или во некоја друга банка. Јас за жал тоа во Тутунска банка појав по грешка. Грешка ми е што ја правам тоа. Земавме кредит, купивме објект, го работевме, короната дојде, направи проблем со дечињата, ги уништи екскурзиите и така натака. Се бориме да го рестартираме бизнисот, работаме инвестиции, инвестираме во странски фондови. Тоа е бе душа. Не седам, не сум како некој доаѓа во 4 сата од дома, го зема пивото, седнува, си гледа фудбалче и го боли. Цел ден ништо не работи. Не бе душо. Станувам во 6 саат, тренирам, будам тело, во 7 будам деца, сопруга, ќе напе кафе, ќе се координираме за денот, носам деца во школо, трчам на работа, работам едно, друго, трето работно место, партија водам, бизнис водам, ме малтретираат по кривични пријави, се расправам со судии, ме бркаат на работа, ме враќаат на работа, судии едни, судии други. Се борам. За вас се борам, зборувам, трици јадам по телевизије, да зачувам македонска кауза, ви пропагирам македонска кауза. Тоа е. Си легнувам касно на вечер, читам нешто ако можам на вечер,
Така мори душо, не седам јас, не дремам ко вас што си дремите цел ден. Лесно е вас го тепавте од спиење по 20 сати ден спиете и на Facebook само хейтате и приказни ми кажувате од кај се парите. Не ми врнато на небо бе душо. Господ не фрва пари на небо. Земете, работете нешто без работете, доста хейтате бе. Само приказни кажувате бе ује. Да, Орце, за Стилијан бил, не бил за мене. Добро, се извинувам и јас, Орце. Поздрав со тебе, македонски концепт, благодарам. Ти благодарам, Орце, извини, ти за мене сватев, така сватев. Мотивацијски говори треće, ти благодарам многу. Не знам дали има уште коментари, јас не можам да ги видам сите. Толку беа коментарите. Ако немавте некое прашање плюс, тоа е што успеав да прочитам јас. Тие се бугаринот него не што коментирал тој Стилијан. Да не е баниран кај мене, него не е бугаринот што кажал. Што и да кажал бугарска работа, што и да кажи, што ќе кажи паметно. Не кажал нешто паметно бугарин по социјалните мрежи. Има по некој честен човек, фин човек, имаме пријатели во Бугарија, прекрасни луѓе, златни луѓе, македонци се по потекло. Тоа е што е, што ја правиме. Ќе ја решаваме работата со бугарите. Поздрав, морам да одам, да се спремам за денешните митинзи, имам уште неколку средби и одиме, како извини? Само да ми се отвори што е. Од режија, човекот кој стрима, ми кажа да ве подстам дека од следниот пат ќе можеме да се вклучиме во живо на телефон. Ова е за мене изненадување, не знае дека ќе можеме. Ако можеме, гледаме и телефонот, да, ќе може да се вклучуваме во живо на телефон, па ќе може и да разговараме отворено. Да, тоа е целта на овој стрим, да се зборуваме вака отворено по 30-40 минути и да видиме што и како е. Поздрав од мене, се најубаво. Денеска сме во Зрновци, Виница и Кочани. Поздрав до трите места, се гледаме, ќе рисуваме на ке вас. Се најубаво.